Денеска ќе зборувам на две теми, практично за катастрофалната состојба во која што се наоѓа државата после скоро 2 години од формирањето на владата на Христијан Мицкоски, на ВМРО, на ЗНАМ и на ВЛЕН. Нацијата и државата се пред колапс и никогаш како сега идентитетот не бил загрозен. Но економијата и европскиот пат се директните теми, за кои што сакам да кажам неколку работи подетално, а за кои сфери ова власт ниту има визија, ниту капацитет, ниту знаење како да ги менаџира, согласно тоа нема никаков резултат. Од ветеното пред граѓаните, пред скоро 2 години, нема исполнето ниту 20%. А граѓаните тоа секојдневно го чувствуваат, поради тоа што паричниците веќе им се празни, исто како и фрижидерите. Нема гордост, како што ветува, нема достоинство, како што ветува. Единствено нешто што оваа власт донесе е неизвестна иднина и безперспективност. Прво, во однос на економијата. Изминатите 2 години единствено нешто што е зголемено се долговите на државата. Падна животниот стандард, сиромаштијата е во пораст, луѓето, посебно младите, се повеќе се иселуваат. Цените во маркетите растат без контрола. Ова власт после зголемувањето на цените на енергенсите, на горивата, не направи ништо да го спречи растот на цените. Предупредувавме дека ако почне спиралата на зголемување на цените, тие никогаш нема да се вратат на почетната позиција. Инфлацијата е двојно поголема од таа во Европа. Потрошувачката кошничка достигна речиси 70.000 денари. Во семејствата со минимална плата не може да се преживее месецот. Платите каснат. Има државни јавни институции во кои што платите се исплаќаат околу 20 во месецот. Мицкоски кажува дека сме биле трета економија во Европа. Луѓето веќе се подсмеваат на ова. Министерката за финансии предвидуваше банкрот на некои големи европски земји. Замислете, едноставно циркус. Нема поврат на ДДВ-то на компаниите. Близу 200 милиони евра, повторувам, 200 милиони евра, е вкупниот долг кој што државата го должи за исплата на ДДВ, повратот на ДДВ на компаниите. Фирмите се задолжуваат, фирмите си даваат позајмици, фирмите се пред колапс. Приватниот сектор нема од каде да дава плати, да не зборуваме за некаков развој. Долгот, како што кажав, порасна, нови 2,5 милиарди евра, пари кои што никој не знае каде одат, од кои што 1 милиарда евра е нетранспарентен кредит од Унгарија. Внимавајте, за само 2 години. Од 8,5 на скоро 11 милиарди евра е вкупниот долг на државата. Странски инвестиции скоро и да нема, за 60% се намалени. Фабриките затвораат и ги отпуштаат работниците. Имаме празен буџет, немаме развојни програми, немаме поддршка на компаниите, само нови кредити кои што ќе ги враќаат следните кој знае колку генерации. Младите се целосно запоставени. Никој не води грижа за нив. Нема програми за вработување, нема поддршка за нивното стамбено прашање да се реши, едноставно нема визија за тоа како младите да се задржат во земјата и затоа масовно ја напуштаат земјата. Оваа власт им ја одзеде надежта на младите генерации дека во земјава ќе може добро и квалитетно да се живее. Тука дома, кај што треба да живеат и да го градат животот. За жал, не е така. Земјоделците, сектор кој што е, па би рекол, пред изумирање. Нема исплата на субвенции. Вкупната сума за субвенции е намалена. Имам секојдневни средби со земјоделците. Од секаде слушаме само поплаки. Од сите сектори во земјоделството. Од тутунарите, тие што одгледуваат раноградинарски култури, ориз, точари, млеко и така натаму, грозје, лозарите.
Никој не добил субвенции, сега се почнува некаква закаснета исплата на субвенциите, кои што се намалени во однос на субвенциите кои што се исплаќаа во време на владата на СДСМ за тутунарите, и тоа со префрлање на пари од други програми, односно се зема од парите кои што се наменети за субвенции за другите сектори во земјоделството. Што значи повторно луѓето не треба да ги очекуваат субвенциите кои што треба редовно да дојдат. Не се објавуваат цените откупни, тие се страшно ниски, останува откупот, практично скапува по дворовите на земјоделците, нема кој да работи на земјата повеќе, и откупните центри едноставно им кажуваат дека снабдуваат репроматеријали од други земји. Внимавајте каква негрижа. Да не се води сметка за нашето македонско производство, кое што треба да ја храни земјава, а може да го храни и регионот. Доведени сме да се увезуваат ефтини репроматеријали од други земји, а нашето домашно земјоделско производство да скапува по дворовите. Ете, таква е политиката за земјоделството на оваа влада. И така и во другите сектори. Во здравството, едноставно хаос. Повеќе месечни листи на чекање за интервенции на клиниките и во болниците. Операциони сали кои што не функционираат, блокада на хируршките клиники. Се отвораат и се сликаат владени функционери со салите, тие не се во функција. Цели блокови во хируршките сали не работат. Нема еден денар зголемување на платите на здравствените работници. Да ве потсетам, во првите 2 години на нашиот мандат, за 40% се зголемија основните плати. Близу 100% дуплирани беа платите, заедно со сумите кои што ги дававме за како надоместоци за дежурство. Во образованието исто така. Не марнуваат платите. Ниту еден денар зголемување на наставниците. Ништо не се случува, нема никаков напредок. Во енергетиката ги нема најавените инвестиции. Нема доволно количество на произведена енергија, струја се увезува изминатите 2 години. Огромна сума на пари се одлеваат за купување на струја, затоа што домашните капацитети не се менаџираат и не работат соодветно. И тука доаѓам до клучното, а тоа е дека кога нема испорака и нема никакви резултати, таму каде што најмногу треба, а тоа е во квалитетот на живот на граѓаните, што се прави? Нормално, тоа што прави секоја популистичка влада, како оваа начело со Христо Мицкоски, а тоа е дека се тера кампања на конфликти, на поделби, на креирање на дворешни непријатели, идентификување на внатрешни предавници. Ништо ново и ништо што до сега е невидено. Втората работа, за која што сакам исто така детално да зборам, е извештајот на Европскиот парламент, односно нашиот европски пат. Јасен, остар и недвосмислен, а тоа е дека едноставно немаме напредок на европскиот пат. Ама тоа веќе не е чудо. Премиерот јавно го зборува дека нема да имаме, ниту може да очекуваме од него и од оваа влада некаков напредок на европскиот пат. Неколку точки. Европратениците. Прво, изразуваат загриженост дека судскиот систем, независноста на судовите, обвинителството, како и напорите за екнување владењето на правото и борбата против корупција не напредува доволно. Понатаму, констатираат со загриженост дека не е постигнат напредок во спречувањето на борбата против корупцијата во многу области. Понатаму, длабоки структурни слабости, негативни трендови во функционирање на судството, вклучително и недоволно финансирање и кадровска екипираност на судските институции, што ја подкопува судската независност. За се ова реагиравме. За секоја од овие точки изминатите месеци и јасно укажуваме. А еве сега ова го потврдува и извештајот на Европскиот парламент. Понатаму, повикуваат нитно воздржување од политичко мешање во правосудството. И на тоа предупредував и укажував. Понатаму, ја нагласуваат важност од заштита на интегритетот, вклучително преку зајакнување на судскиот совет согласно со препораките и мислењето од мисијата за колегијална ревизија на Венецијанската комисија од 23 година. Исто поента за која што ние предупредувавме и реагиравме. Понатаму, загриженост за измените во кривичниот закон. Исто како што предупредувавме, дека е потребен нов кривичен закон.
да се донесе, кој што е веќе спремен, кој што се работеше. И на крајот на мандатот на нашата влада, изготвен по примерот на германското законодавство. Понатаму, се повикува владата да подобри имплементација на национална стратегија за спречување на корупција. Понатаму, странско мешање, вклучително и преку медиуми под унгарско влијание кои шират антиевропски наративи. Не го кажува Венко Филипче. Извештајот на Европскиот парламент го потврдува тоа што го говориме со месеци назад. Дека има медиуми кои што шират антиевропска кампања и антиевропски наративи. Изразуваат загриженост поради стратешкото преземање на клучни телевизиски станици и новински портали од страна на унгарски медиумски лица, што се овозможува антиевропските наративи да навлезат во јавната дебата. И ова е тоа што исто така го говоривме изминатите месеци. Значи, Европскиот парламент јасно порачува дека реформите не се спроведуваат, а политичка волја да се продолжи европскиот пат едноставно не постои. Зошто е тоа така? А премиерот јасно и јавно кажува: нема да одиме напред кон Европа. Лесно име на нив, имаат бугарски пасоши, европски пасоши во џебовите, не се загрижени за напредокот на земјата, го подгреваат националистичкиот и популистички речник, реторички во земјата. Се представува европскиот пат како некое загрозување на нашиот идентитет, со што луѓето се исплашени, се користи истата приказна, со која настапија ни изборите 24 година, дека се тоа големите патриоти кои што ќе обранат идентитетот и дека Европа е таа која што го загрозува. Каква контрадикторност? Го следе вчерашниот говор на премиерот во Струмица, силна една демагогија, многу контрадикторни пораки. Со пискав говор човекот ни кажува дека тој бил тој кој што одлучил дека ова ќе биде маратон. Тој нема право тоа да биде маратон. Маратонот сега требаше да заврши. Маратонот е почнат во 91 година. А со тоа што се подгрева антиевропскиот наратив, со тоа што тој кажува дека Европа го загрозува нашиот идентитет, што не е вистина, поради тоа што во основните постулати политички на Европската унија стои дека се почитуваат сечија на различност, идентитет и јазик, што го потврдува и претседателката Гордана Силјановска. Практично премиерот вчера пушта многу контрадикторни пораки. Го потврдува истиот наратив, истата негова демагогија, игра на емоцијата на луѓето, ги заплашува, и додека во Брисел зборува за реформи, тука на луѓето им кажува дека тоа е предавство и дека е тоа ризик за нашиот национален идентитет. Тоа не е вистина. Тоа не е вистина. Единствен кривец за тоа што ние не напредуваме на европскиот пат е Христијан Мицкоски и оваа влада. И тоа јасно и недвосмислено вчера го кажува и го потврдува. Апелирам граѓаните да не подлегнат повторно, како пред 2 години, на неговиот трик. Да не подклекнат на овие националистички, популистички говори, полни со патриотизам, црвени линии, одбрана на браник на идентитет и така натаму, затоа што единствено нешто кон што оваа лажна реторика води е изолација и сиромаштија. Овој маратон, кој што го најавува премиерот, води само кон тоа да деца да ги пакуваат куферите, а луѓето да вадат бугарски пасоши и да се спремат тука да живеат во долгодеценијска сиромаштија. Апелирам повторно да не подлегнат на овие трикови. Затоа што ние имаме право да бидеме во европското семејство, затоа што заслужуваме да бидеме таму. И затоа што ништо не е загрозено на патот кон Европа. Ниту може да биде, ниту пак може некој да ни го загрози. Идентитетот или јазикот. Тоа е само една голема лага. Тоа е трик. Исто како што Христијан Мицкоски дојде на власт, сега да остане подолго на власт. И ништо друго. Апсолутно ништо друго. Ви благодарам. Повелете. Ваш коментар околу амандманот на Вајцко не помина и на бугарските корпоративници, што се за нас значи во
резултати од историската комисија, што е проведување на договор за добро соседство, околу амандманите што помина. И да се надополнам само, кој испадна сега во право? Вие или владата кој на Македонија и останува врската сега не само да стави бугарите во устав, него и да преговара за македонската историја. Не го разбирам второто прашање, но да одговорам прво, после ќе ми го да објасните. Значи, позицијата е јасна. Преговарачката рамка е преговарачка рамка која што е чиста. И која што е преговарачка рамка исто како што е за сите други земји. Како што е за Црна Гора, како што е за Албанија. Во рамките на францускиот предлог и другите документи кои што треба да се почитуваат, протоколите кои што се веќе усвоени, и првиот протокол, каде што се преземаат обврски да се почитуваат и договорите за меѓусоседство и да се охрабри да работи историската комисија, што не е услов формален, официјален, да биде после утре предмет на блокада на евроинтегративниот пат, е нешто што го говориме цело време. Имаме чиста преговарачка рамка, во рамките на тоа треба да се почитуваат малцинските права, затоа бугарите треба да влезат во Уставот како едно малцинство од многуте, покрај хрватите и така натаму, и понатаму историската комисија која што треба да си работи, која што не е нешто ново. Многу земји имале такви историски комисии. И не е точно дека само ние имаме таа обврска за почитување на малцинските права. И ќе даме еден пример. Сега многу свеж и актуелен, кој што премиерот никако не го искоментира, освен што ја нападна опозицијата тука дека била предавничка или неконструктивна во рамките на неговиот наратив. А тоа е случајот со Украина. Што се случи од кога новиот унгарски премиер, за разлика од неговиот претходник Орбан, големиот пријател на Христијан Мицкоски, кој што му даде 1 милиарда евра кредит, така, направи договор со Украина и украинците презема обврска да работат на изготвување на план за почитување на правата на унгарското малцинство во Украина. И почнаа преговорите со Европска унија. Земја која што е во војна, внимавајте. Значи, кога има разумни луѓе да разговараат, тогаш се може да се договори. Значи, и унгарците во Украина сега ќе имаат своји права, при тоа многу поголеми отколку што ние зборуваме за тука за бугарите. Таму има и политички права, и за образование и така натаму. Практично тоа е на ниво на рамковен договор кај нас, ако сакаме да правиме некаква споредба. Ете, таков политички договор е постигнат помеѓу Украина и Унгарија. И Украина ги почна преговорите со Европската унија. Значи, не се само за нас тие критериуми. Ете, важат и за други земји. Ако преку овие амандмани, ако утре од бугарската страна не се задоволни со работата на историската комисија, тоа нема да значи повторно основа за нова блокада. Историската комисија не е основа за нова или било каква блокада понатаму во процесот на интеграција. Се отвораат, се затвораат кластерите. Таму се работи за ревизија, усогласување на закони, по сегменти и така натаму. Тие усогласување на закони, тие промени на закони ги подобруваат квалитетот на живот на нашите граѓани, ги отвараат вратите за буџетски средства од Европска унија. Се зголемува квалитетот на живот тука на граѓаните кај нас. Се отвораат границите, да не се чека по 10 сати на граница. Од што стравуваме? Како може да историската комисија предмет на блокада? Невозможно е тоа. Зошто би била? Историската комисија се охрабрува да работи и треба да одлучува со консензус. Значи, не може некој да ни наметне некое решение за ревизија на историјата, ако нашите членови во историската комисија не се согласуваат со тоа. Ако има таква тенденција, да кажем. Таа комисија решава со консензус. Извинете, повелете. Моето прашање во основа беше тоа, дека македонската влада претходно кажа дека ставањето бугари во устав не е единственото барање само на Бугарија што президент. Повчерашен ден се покажа дека тоа е така, дека покрај тоа ќе треба да се преговара и за Македонија и за историјата. Што кој испадна сега во право, дали вие или... Но чекајте, зашто вчерашниот ден го покажа тоа, па се знае дека историската комисија треба да работи? Се знае дека треба да се почитува договорот за добрососедство? Ама тоа не може да го блокира евроинтегративниот процес. Ете, тоа е суштината. Значи, никој не кажува дека комисијата историска не треба да работи. Туку дека таа историска комисија и тие одлуки не го компрометираат
ниту може да го блокираат евроинтегративниот процес. Тоа е суштината. Но Бугарија може. Гледате, може утре Данска да не блокира. Може Франција да не блокира за некои други неисполнети обврски. Така да внимателно, вие сте ставени во европскиот извештај, вашиот медиум, дека шири антиевропски наратив. Внимателно со прашањата. Господин Клич, Повелете. често пати премиерот изјавил исто така и пред 3 дена дека се за регуларни избори, но ако опозицијата сака предвремени парламентарни избори, ќе го исполните. Ваш коментар? Не, ние нема да му бидеме алиби на примерот за предвремени избори. Ние кажавме, избори ќе има кога ќе снема пари. А пари има се помалку. И оттаму мислиме дека примерот така ќе прави стратегијата за закажување на следните избори. Едноставно нема да има пари да издржи оваа влада до 28 година. Ние не сме имали за тоа. Да не бега и да не бара некаков изговор. Кога ќе снема пари, тогаш ќе иде човек од избори. Што друго? Повели. Самите кажате да изјавата околу спешната визија на премиерот Величковски околу маратонот кој што ќе треба да го помине држава. Како и да коментирате изјавата, тој и дополнително додава дека за да се исправи предавството и капитулацијата која што ја направила претходната влада. Тоа е дел од неговиот наратив. Он кажува, подпишала владата бланко хартија, сега и да обвини дека никој не водел сметка што се подпишува и така натаму и така натаму. Ама тоа е бегање од суштината на дискусијата. А што е суштината на дискусијата? Нека каже што е подпишано, кои обврски ги презела владата, нека каже дека е тоа потврдено од Европа. Тоа не е документ на владата на СДСМ. Не, тоа е документ подпишан со сите земји членки на Европската унија. И што е тоа што тој смета дека е тоа некако предавство таму? Тоа е суштинското прашање. А не лажно обвинување, не патриотски говор, не чукање во гради, дека сега тој бил тој кој што стои на браникот на државата. Се е дел од неговата демагогија. Добро смислено. Добро смислено. Да игра на емоцијата на луѓето. Еве ги предавниците, не донесува до тука и сега ние ја чуваме државата. Како ја чуваме? Ја носиме у блокада. Ебе, дечко, треба да кажеш. Што е тоа што е лошо направено? Анализирај ги документите. Кажи каде, ако има предавство, лежи предавството. Што е загрозено? Впрочем, председателката му потврди дека ништо не е загрозено. Напротив, дека се потврди идентитетот, јазикот и така натаму. Нека си ја праша Гордана Силјановска. Многу контрадикторни пораки вчера. Ама очекуван говор. Исто како што беше во очи изборите 24-та година. Апелирам да не подлегнат граѓаните повторно на неговиот трик. Затоа што ќе заглавиме и ќе ја уништиме државата во сиромаштија. Никој нема да остане тука на тој начин. Иднината единствена е во Европа. Апелирам сите да се приклучат кон фронтот за вистина и правда. Сите политички чинители, сите граѓански организации, интелектуалци, независни, разумни луѓе кои што знаат дека ова е лажен наратив и дека не води никаде. И дека се само една голема лага со цел да не се направи чекорот и да има реформи и правда тука кај нас и конечно да се интегрираме. Во Европа, таму кај што ни е местото. Бара јасни гаранции од Европскиот совет за потврдување на нашиот многовековен идентитет, македонски јазик, традиција, историја и култура, и дека ќе бара да Бугарија да ги исполни пресудите од Европскиот суд за човекови права во Страсбург за гарантирање на правата и интересите на македонското малцинство во Бугарија. Дали сметате дека ова се легитимни барања на кои вие би се придружиле како опозиција? Сметам дека барањата се легитимни, ама ова не е начинот да тие се остварат. За да се бориме ние за малцинствата во други земји, има други механизми. Има суд за човекови права, има Европски парламент, има политички чинители со кои што може да се разговара, така се прави во целиот свет. Ама, на примерот, ова му е само изговор. И ништо друго. Еве ние се бориме за македонците што живеат во Бугарија и ние ништо не правиме. Па чекај, се послаби сме.
Дури и да е вистинска желба, ти сега ќе ви кажам зошто ова е само изговор и нема е вистинска желбата за борба за македонците. Прво, тој не се бори за македонците тука што живеат. Зашто тие луѓето тонат во сиромаштво и немаат европски иднина. Понатаму, за македонците во Бугарија може да бидеме многу посилни ако влеземе во Европска унија. Така ќе се избориме за нив и за нивните права. Ако ќе бидеме рамноправна земја членка во Европска унија, можеме многу од посилна позиција политичка од оваа сега да прашаме Бугарија зашто не ги почитува пресудите на човековиот суд во Страсбург. Така се бори за нацијата. Не случајно кажувам дека нацијата е пред колапс, а идентитетот е загрозен, затоа што ако останеме изолирани сега, ако го пропуштиме овој воз, ако утре ни каже Европската унија дека нема да влеземе во 7-годишното буџетирање следно, затоа што буџетите се планираат за следните 7 години. Сега се прави буџетот за следните 7 години. Ќе ни останат само Horizon програмите и прекугранична соработка. Ние со тоа не може да преживееме. Отиде Црна Гора напред, отиде Албанија напред. Се е тоа на примерот само изговор. Ако човекот не е сигурен во себе и во својот идентитет и бара заштита, нема е местото да води државата. Благодарам.